Еве денеска ќе започнеме со 18-та глава. Значи, правиме еден исчекор напред сега. Значи, пред нас 18-та глава од Евангелието по Јован. И наш текст за денеска ќе биде од 1-виот до 11-тиот стих. Ајде најнапред да го прочитаме текстот од Божјото Слово. Штом го рече тоа, Исус излезе со своите ученици преку потокот Кедрон, каде имаше градина во која влезе со своите ученици. А Јуда, неговиот предавник, го знаеше тоа место, зашто Исус често се состануваше со своите ученици таму. Тогаш Јуда зеде чета и служители од првосвештениците и од фарисеите и дојде таму со светилки, факли и оружје. А Исус, знаејќи се што ќе стане со него, истапи и им рече: кого го барате? Му одговорија: Исус Назареецот. Исус им рече: јас сум. А со нив стоеше Јуда, неговиот предавник. А кога им рече јас сум, се тргнаа назад и паднаа на земјата. Тогаш пак ги праша: кого го барате? А тие рекоа: Исуса Назареецот. Исус им одговори: ви реков дека сум јас. И така, ако ме барате мене, пуштете ги овие да си одат. За да се исполни словото што го рече: не изгубив ни еден од оние кои си ми ги дал. А Симон Петар имаше меч, го извлече, го удри слугата на првосвештеникот и му го одсече десното уво. А името на слугата му беше Малх. Тогаш Исус му рече на Петра: стави го мечот во ножницата. Зар да не ја пијам чашата што ми ја даде мојот татко? Ова е текстот кој денеска ќе го работиме и нашиот текст започнува штом го рече тоа Исус. Значи, одма гледаме дека нешто Исус рече и одиме во контекст. И затоа мора да погледнеме што и кога Исус рече. За ова долго зборувавме, се сеќаваме на се што Исус им кажа во горната соба и затоа и минатиот пат ви реков да прочитате од 13-та до 16-та глава. Тоа е тоа одбрано учење, учење за љубов, учење за лозовите прачки, онаа прачка која дава плод, дека Бог ја гледа, таа која не дава се реже, се фрла. Па потоа имавме охрабрување, поучување и воведување во она што ги чека учениците, дека ги чека прогон, омраза. И за на крај сето тоа, одбрано учење за одбраните, кој Господ го завршува со првосвештеничката молитва во 17-та глава. И после тоа Исус оди со учениците преку потокот Кедрон, како што видовме во овој текст. И вели, каде имаше градина. Се поставува прашање зошто Исус ја избра Гециманската градина, која е причината. Ако погледнеме во останатите евангелија, Матеј, Марк и Лука, јасно ни се става до знаење дека Исус многу често престојуваше на Маслиновата гора, каде во подножието се наоѓа таа Гециманска градина. И низнезе течел потокот Кедрон. Лука вели дека често по обичај Исус оди таму. И ако ќе прочитаме сега Лука 22 глава од 39 стих до 42. И излезе и отиде според обичајот на Маслиновата гора, а учениците одеа по него. Гледате дека по обичајот. И кога дојде на местото им рече: молете се за да не паднете во искушение. И тој се оддели од нив, колку што може да се фрли камен, и клекна на колени се молеше, велејќи: татко, ако сакаш, отстрани ја оваа чаша од мене. Но нека не биде мојата, туку твојата волја. Гледаме каде одеше Исус по обичај и зошто одеше. И за разлика од Матеј, Марко и Лука, Јован, кој Евангелието го пишува кон крајот на првиот век, прескокнува
оваа агонија што ја имаше Исус во градината. Тоа беше најголема можна грижа, смртна борба која Исус се чувствува, бидејќи го прима врз себе менталниот товар, обвинението, срамот, стравот на човекот. Сиот можен грев Исус го прима врз себе. И тоа е голема пресија, голем притисок, тоа е товар. И сето овие поучувања и овој терет, оваа агонија во една ноќ. Значи, каква ноќ? Четврток спроти петок. Ако ние се поставиме на нешто слично, се ако разгледаме кога имаме некоја и најмала вина, некој мал срам, што правиме? Па дури некогаш не можеме да спиеме, само ако може да се скрија тоа, да не се разбери, да не разберат луѓето, така човекот размислува. Но Исус сето тоа, се што е скриено, се темно, сиот срам, најголемиот притисок што може да се издржи, го имаше Исус тогаш врз себе. Точно во Гециманската градина. Јаве еден детај кога се најде во таа смртна борба во Гециманската градина. Ќе прочитаме. Тука почнува што? Протекувањето на Исусовата крв. Тука почнува откупувањето. Во истава оваа глава од Лука, 22-44 стих. И кога се најде во борба, се молеше уште поусрдно, а потта му стана како капки крв што паѓа на земјата. Значи, тоа е таа пресија, тоа е тој притисок. И затоа Исус може да не разбере што е товар на вина. Може да разбере што е срам, страв. Тоа е тоа што Исус го чувствува. Што се чувствува со нас. И се зошто Исус се бира Маслинската гора, градината каде често оди сам ноќе, а често и по обичај со учениците. Како прво тоа сигурно било и прекрасно место. Бог го создаде човекот и го постави каде? Во Едемската градина. Не го кладе ни во некој погон, во некој работилница, ни в канцеларија, него во градината. Псалмистот не учи дека Господ ужива во што? Во созданието. Од Маслинската гора имало прекрасен поглед, имало маслинова градина со поток, место кое смирува. Тој мирис на маслинки. Исто така тоа е место каде што можел да ужива во создаденото. Да биде во мир на молитва. И денес гледаме по разни видеа, човек кога оди на психијатар, плајче и го легнува на некој кревет, и што му пушта? Некои природни звуци, жубор на поток. Гециманска градина, би рекле. Само за тоа се плајче и тоа е психијатара, Бог го дава тоа бесплатно. Бидејќи Господ знае каде се собира сила и каде се смирува. Значи, Создателот ужива во созданието. Исто така цел Израел многу ја ценел маслинката, тоа бил символ на Израел. Маслиновото гранче е символ на мирот. Видете што вели Давид во 52-иот псалм 8 стих. А јас како зелена маслинка во Божиот дом се надевам на Божјата милост довека. Јас како зелена маслинка. Давид вели. Маслинката е такво дрво, такво растение што многу малку бара, расте во каменит предел, малку вода, малку накопување, малку љубов, а дава многу. Дава многу. Хипокрит со маслиново масло лекувал 60 болести. А тоа и медицината денес го потврдува. Значи, гледаме маслинката и за исхрана служи, и за лек, и за смирување, за се. И затоа Исус ја одбра Гециманската градина. Таму оди насамо во мир. И сега, дали ние имаме такво место, каде одиме да се молиме, да одмараме од тој притисок,
на овој свет, но и од она што сами си го ставаме како притисок. Морам ова да направам, морам она да направам. А мора само да пронајдеме место каде ќе уживаме и ќе бидеме сами со Господ. Тивко место за молитва. Значи Исус со задоволство оди во Гециманската градина, бидејќи е прекрасно и мирно место како прво. Како второ, затоа што знае дека таму се случил падот во грев, во градината. Таму сатаната ја заведе Ева. И откупувањето, како што спомнавме, започнува во градината. Уште таму почнува капењето на крвта Христова. Тоа е притисок. И трето, зошто ја избра Гециманската градина? Прочитавме од овој текст, затоа што Јуда го знае тоа интимно место на Господ Исус Христос. И со тоа Исус што прави? Им го олеснува апсењето. Значи ги наведува на апсењето. Јуда го знае тоа место, тоа е третата причина. И сега нашата прва точка за денес е кого барате. Ако се вратиме назад во Евангелието според Јован, првото прашање на Исус Христос е кој? Што барате? Тоа ги прашува. Првите ученици ќе почнуваат да го барат. Што барате? Што ние бараме? Кого го бараме? А што е животот ако не е барање, потрага, трагање по нешто, пребарување? Што ние бараме? Исус прашува. Кого го барате? Штом го рече тоа, Исус излезе со своите ученици преку потокот Кедрон, каде имаше градина во која влезе со своите ученици. А Јуда, неговиот предавник, го знаеше тоа место, зашто Исус често се состануваше со своите ученици таму. Тогаш Јуда зеде чета и служители од првосвештениците и од фарисеите и дојде таму со светилки, факли и оружје. А Исус, знаејќи се што ќе стане со него, истапи и им рече: кого барате? Во 13 глава, 27 стих, прочитавме дека сатаната влезе во Јуда. И многу интересно оваа манифестација на Јуда. Јуда не се пропелаше по подот, не му се изобличи лицето, немаше пења на устата, не викаше, не пцуеше. Тоа е се она што може да се сретни во екзорцизмот, она што е обседнато од некој демони во тие луѓе, тоа се сретнува. Ама Јуда немаше такви симптоми. Тоа го немаше. Кај него беше некако нешто поинако. И Матеј, и Марко, и Лука забележуваат дека Јуда како? Мирно му се приближи на Исус и го целива, го бакна во образот. А во него е сатаната. Гледате каква интелигенција е сатаната. Нема играчка со него. Не е тоа секогаш само галама, само викање, пцуење. Мирно го бакна Јуда, а сатаната е во него. И според Словото, и во Антихристот лично ќе влезе сатаната. Значи, немој ние да очекуваме дека тој ќе биде некој со кизна каква галама. Може мирно, смирено да заведи. Затоа да бидеме внимателни. А Јуда со заповедникот на четата имаше договорен знак. Кого ќе целивам, тој е. Бакнежот во тие источни краишта, на истокот, каде што е Израел, е многу символичен. Тоа е нешто слично, како денес во дипломатијата има разни знаци и значења на поздравување на државниците, по тоа се знае кој на кого му е подреден, кој на кого каде му е местото. На исток, секогаш бакнежот содржи порака. Поданиците на надредениот му ја бакнуваат раката. Тоа се познава помалиот од поголемиот. Слугите на господарите му ги бакнувале нозете, а само пријателите се бакнувале во лице.
И затоа Исус, како го прашува Јуда? Пријателе, зошто дојде? Заради тој бакнеш во лице. Со цели го предаваш човечкиот син, а сатаната е во него. Со бакнеш. Гледате, лажна љубов, лицемерна љубов, луѓе со маски. Колку тоа денес го има, а тоа е сатаната. Цели, лажен цели. Многу важна лекција и ова. И после вели тогаш Јуда зеде чета и служители пишува. Се поставува прашање зошто толку наоружени луѓе? Зошто толку сила за еден човек? Храмската стража во тоа време, што ги штитела првосвештениците, броела 700 стражари професионалци. Слугите што биле од првосвештениците. Римската чета броела 600 војници. Сега ако направиме малку математика, сигурно првосвештениците не му ги пуштија на Јуда сите стражари, а дека биде половина, 300-400 негде. И овие 600 чета војници околу 1000. 1000 вооружени војници. Тоа е голема сила. Голема мојка. Е сега, зошто толку сила за да уапсат само еден учител, еден рабин, што зборуваше малку чудно, што беше чуден, дури некој мислеа дека и забеган, зборуваш за некакво небеско царство, за простување, за милост, за љубов. Зошто толку сила? Скоро 1000 вооружени луѓе. Зошто? Без сомнение, и како што гледаме, Исус веќе подолго време беше следен и од свештениците и од римјаните. Затоа што тој бил влијателен, собирал многу луѓе околу себе, поучувал и затоа и го следеа. Знаеме дека фарисеите постојано имаше некој од нив за да го предизвика само нешто да каже грешно, за да можат да го обвинат. Тие исто така, бидејќи го следеа, знаеа и случката кога ги истера трговците и именувачите од храмот. И никој ништо не му направи, него ни допреа Исус, а ги истера сите. И сето тоа затоа што се уште не беше дошол часот. Тие го знаеле. Знаеа таа случка. И на крај на краиштата, Јуда знаеше колку Исус е мојкен. Тој одеше со Исус 3 години и точно знаеше кој е Исус и колкава мојки има во неговиот збор. Сатаната го знае Исус. И сепак, Јуда го предава. Гледате колкаво е злото, но од ова се гледа и колку е глупаво злото. Ирационално е. Иако знае кој е, го предава. Иако знае кој е. И вели, а Исус, знаејќи се што ќе стане со него, истапи и им рече, кого го барате? Големо свештеничката молитва, Исус како ја започна? Татко, часот дојде, прослави го својот син, за да се прослави синот во тебе. За да им го олесни апсењето, Исус намерно оди таму. Знае дека Јуда знае. Исус се предаде. Не го апсија тие него. Се предаде. И ова е многу важно да се разбере. Дека тој се предаде, им намести. Сето ова го намести тоа. Зошто? За да се исполни писмото. Одиме на втората точка. Втора точка за денеска е она јас сум. И сега ќе прочитаме од 4 до 6 стих. А Исус, знаејќи се што ќе стане со него, истапи им рече, кого го барате? Му одговорија, Исуса Назареецот. Исус им рече, јас сум. А со нив стоеше Јуда, неговиот предавник. А кога им рече јас сум, сите тргнаа назад и паднаа на земјата. Главната цел на Евангелието според Јован е да докаже и на читателот, и на слушателот дека Исус е вечен Божји син. Поточно дека Исус е Бог. И овој настан
е една од најјасните манифестации на неговата божественост, дека Исус е Бог. Имате 1000 добро вооружени војници, застанати пред него, пред учениците, и сега Исус истапува сам пред нив и ги прашува: кого барате? Му велат Исус на Назареецот, тој само вели јас сум. И сите 1000 што прават? Паѓаат на земја. Која е таа сила? Само со својот збор рече јас сум и сите на земја тресе. И кога се на земја, што прави? Ги прашува втор пат: кого го барате? Ова е настан, ова е вистински настан, не е некоја приказна, не е бајка. Затоа име се спомнува: слугата на свештеникот Малах. Значи, името на слугата се спомнува. Настане, не е приказна. Исус застанува, вели јас сум и сите на земја. Значи Исус овде ја докажува својата божественост. Јас сум, сите на земја. Исаија вака пророкува. Исаија 11 глава од 1 до 4 стих. И ќе изникне фиданка од јесевите пенушки, стебло ќе никне од нејзиниот корен. Господовиот дух ќе почива на него. Дух на мудроста и на разум, дух на совет и на сила, дух на знаење и на страв Господен. Господовиот страв ќе го вдахне, не ќе суди според виденото, не ќе пресудува според чуеното, туку ќе им суди по правда на бедните и прав суд ќе им изречува на бедните на земјата. Со бичот на своето слово ќе го шибне силникот, а со здивот од устата ќе го убие безбожникот. Со здивот на устата ќе го убие безбожникот. Јас сум, само со збор. Тоа е страшна сила. Најголема сила која излегува од Божјата уста. Јас сум. И сега што бараме повеќе од овој доказ? 1000 луѓе на земја. Наеднаш, трес. Тоа е силата на Словото. Силата на Словото е во самото Слово. И ова е многу важно да го разбере црквата. Ова е многу важно за мисијата, за црквата. Силата не е во некаква форма, не е во методологија, не е во компромис, во приближување кон светот. Нема тука сила. Силата е во Словото. Само во Словото. Во него е мојкта, во него е животот. Јас сум. Значи Словото се уште е мојкно. Не само тоа, се уште е мојкно и денес. Само Словото. И тоа треба да се проповеда. Тоа е мојкно. Но најголем проблем на црквата, на човекот, е кога ќе се засити од Словото. Ама јас знам, не ми треба повеќе. Кога човек ќе се засити од Словото, тоа е негов крај. Тоа е крај на црквата, крај на мисијата, кога Словото нема да се проповеда. А мојкта е во Словото. Мојкта на Словото е во Словото. Бог се создаде со што? Со мојкта на својот збор. Се со еден изговорен збор. А ние често пати што правиме? Бараме компромис, молчиме кога треба да се зборува, кога треба Словото да се зборува. А зошто? Па за да биде добро, се плашиме да не има немир, да не има проблеми. И ние молчиме, бараме компромиси со светот. А Бог го создаде светот со изговорен збор. И ќе го уништи со изговорен збор овој свет. Повторно со збор. И тоа како ќе го уништи? Еве читаме 2 Петрово 3:7. А сегашните небеса и земјата со истото слово се запазени и се чуваат за оган до денот на судот и погибелта на безбожните луѓе. Од Словото се запазени со истото слово. Бидат уништени.
Со својот збор, со своето слово, ќе ги уништи безбожниците, атеистите, сите неверници, агностиците. Брајки и сестри, Бог не наново роди, не спаси, ама како? Со изговорен збор, со словото. Мојката на словото, ево словото. Еве што Петар ни вели, 1 Петрово, 1 глава, 22-23 стих. Откако преку Духот ги очистивте вашите души во послушност кон вистината, за нелицемерно братолюбие. Љубете се истрајно еден друг од чисто срце. Зашто сте наново родени, не од распадливо семе, туку од нераспадливо, живо и вечно Божјо слово. Значи, како Бог го наново раѓа човекот? Со живо и вечно Божјо слово. Значи, словото треба да се зборува, не да се молчи. Силата е во словото. Што видовме минатата недела, кога се зборува за 50-ницата? Петар вели, стана, го подигна гласот и рече. И што рече? Па проповедаше словото, го кажуваше. Дела 2 глава. Значи, само со изговорен збор. Словото, тоа е сила. И што направија? Се приклучија 3000 души. Гледаме која е таја сила. Силата на словото е во словото. Гледајте што вели 2 Коринтијаните, 4 глава, 6 стих. Зашто Бог, кој рече светлина да засвети од темнината, тој засвети во нашите срца. Гледате, рече светлина да засвети од темнината. И светлина, вели, тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавање на Божјата слава во лицето на Исуса Христа. На чистата таја сила, со која е се создадено, е причина за регенерација, за обнова, за наново раѓање, за спасение. Кога Бог длабоко во темнината на нашето срце, кој е во темнина исполнето со гревови, рече нека биде светлина, и бидна светлина од срцето наше. И таму е таа љубов. Љубов без глумење, нелицемерна љубов, што се раѓа преку словото. Само во она срце во кое Бог рече да засвети, таму има нелицемерна љубов. Баш вчера на концерт имаше една песна, вели, земи ножето, распарај срцето, таму ќе најдеш љубов, вели. Таму е љубовта. Искрена љубов, поточно, да. Значи, точно, меѓутоа, ако Бог рече да засвети светлина во тоа срце, таму е таа искрена љубов. Исто така, Бог своите ги храни и ги одржува духовно витални со што? Со словото. Како Исус одговори кога беше искушуван? Напишано е дека човекот не ќе живее само од леп. Леп имаме сите да јадиме. И тоа многу. Има и многу врсти денес на леп. Но не живее човекот само од леп, брајки и сестри. Туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Колку слушаме и колку читаме од она што излегло од Божјата уста, толку и ќе бидеме витално и духовно здрави. Значи, за да бидеме духовно витално и духовно здрави, треба да читаме, да слушаме од Божјиот збор. Понатаму Бог се грижи за здравието на црквата со словото изговорено, изговореното слово. Не се грижи со некоја политика, со некоја методологија. Се грижи со словото. Бог на црквата во Пергам, како и вели. Ајде да погледнеме Откровение, 2 глава, 14 до 16 стих. Но имам нешто малку против тебе, зашто имаш таму
некој кој го држат учењето на Ваалама, кој го учеше Валака да ги наведе на соблазн Израелевите синови, за да јадат идоложртвувано и да блудствуваат. Така и ти имаш некој кој го држат на ист начин учењето на Николаитите, кој го мразам. Затоа покај се, ако пак не, ќе дојдам скоро при тебе и ќе завојувам против тебе и ќе завојувам против нив со мечот на мојата уста. Што видовме овде? Грев, неморал, блуд. И затоа вели, покај се. Покај се. Инаку тешко тебе ќе завојувам со мечот на твојата уста. А ние знаеме дека сме храм на Светиот Дух, па тоаш каков неморал, каков блуд. Светиот Дух пребива во нас. Бог пребива во нас. Затоа Исус вели, имам нешто против тебе. Имам малку против тебе. Да внимаваме. Затоа бидете свети, вели, зашто и јас сум свет. Тоа го вели Господ. Бог ја осветува, ја чува и ја храни својата црква со Словото. И затоа вели, покајте се, бидејќи ние сите често грешиме, но затоа опоменува. Имам нешто малку против тебе, малку против тебе. Покај се. Апостолот Јован, опишувајќи го Христовото второ доаѓање, за Христос го користи името Божјото Слово. Тоа е тоа вечно пишано и отелотворено Слово, во него е мојката, неговото име е Слово Божјо. Тој своето Слово го издига над своето име. А црквата, што денес? Се заситила со Словото. Па ние знаеме, доста е. И се забавува црквата. Жално. Видете Откровение 19 глава. Од 11 до 13 стих. И видов отворено небо, и ете бел коњ, и оној кој седеше на него. Се вика верен и вистинит, и суди, и војува праведно. Очите му се огнен пламен, а на главата многу круни и носи напишано име, кое никој не го знае, освен него. И беше облечен во облека потопена во крв, а името му е Божјо Слово. Божјо Слово. Јас сум. Што барате? Мојката на Словото е во Словото. Во изговореното Слово. Збор. Со збор така работи Бог. Така создава, така лекува, така разрушува. Се прави преку својот збор. Преку своето Слово. Кој е вечно, кој е Божјо. Пак кажувам, овој настан. Настане. Не е приказна. Овој настан, ова јас сум, е еден од најголемите докази дека Исус е Бог. Но и доказ за тврдокорноста на човечкото срце. Доказ за тврдокорноста на човечкото срце. Текстот не вели дека овие 1000 и Јуда, откако паднаа на земја по најасум, дека се подигнаа смирени и на колена му се поклонија на Исус. Не вели така. Тоа е човечка. Тоа е човечка глупост. Сепак и после тоа, после сето тоа што е го апсат, Бог не може да го победиме. Ќе изгубиме. Гледате, паднаа на земја и ги прашува пак кого барате. Па секој нормален, кога е долу, во боксерски жаргон, во нокдаун, на пот, кога ќе се подигне, би барал милост за посилниот, да му се смилува, би го молел,
би му се подредил нему, ама тие го апсат. Поточно, Исус се предаде. Бидејќи кога тие беа долу, на земја, само со тоа јас сум, тој можеше што да направи? Па скроз да ги дотолчи, само со збор да ги изгори. Со збор да падне оган и ќе ги изгореше. Исус има таа моќ. Но Исус се предаде. Исус се предаде. И точно на крај, третата точка за денес, пуштете ги овие да си одат. Пуштете ги овие да си одат. Што е тоа? Љубов. Тоа е љубов. Од 7 до 11 стих. Тогаш пак ги праша, кого го барате? А тие рекоа, Исуса Назареец. Исус им одговори, ви реков дека сум јас и така ако ме барате мене, пуштете ги овие да си одат, за да се исполни словото што го рече. Не изгубив ни еден од оние кои си ми ги дал. А Симон Петар имаше меч, го извлече, го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече десното уво. А името на слугата му беше Малх. Тогаш Исус му рече на Петра, стави го мечот во ножницата, зар да не ја пијам чашата што ми ја даде мојот татко. Исус е целосно свесен дека оди и каде оди. Дојде часот. И сега тогаш зошто го презема овој огромен безбедносен ризик? Ова е голем ризик. Гледано човечки, голем ризик може сите да ги фатат, и учениците, и Исус, тие 11 кои беа со него. Нема христијанство. Нема пишување Евангелие. Нема сведоци. Сите може да ги убијат. Човечки гледано е голем ризик. Тој знаеше дека Јуда знае за Гециманската градина и може да им каже, вечерва не одиме оттам. Не одиме на молитва. Може сам да поиде. Но тој ги носи таму. Зошто? Што Петар очигледно не разбра и што учениците мора да научат. Петар многу добро го разбра односот на силите. Разбра дека војниците и слугите немаат шанси против. Но кога го разбра тоа? Откако падна на земја. Тогаш тој беше јак. Откако падна на земја, тогаш му веле, гледајте сега јас. Петар не сакаше да му го отсече увото на слугата. Туку главата, тој сакаше так, по средина со мечот и толку. Бидејќи го виде односот на силите, виде колку е Исус мојкен. Јас сум, сите на земја. И сега го вади мечот и сега ќе видите вие колку сме ние силни. Дури сте на земја. Но Исус му вели што? Не е така, Петар. Стави го мечот во ножницата. Не оди така. Што не разбра Петар? Што учениците мора да научат? Тие мора да видат, да доживеат и да го искусат вистинскиот збор. Она јас сум, силата на збор, силата на словото е во словото. И тоа не се заборава. 1000 луѓе, трес на земја, наеднаш. Сите. И тоа никогаш не го заборавиле, стално им било во умот врежано. Мојките изговорениот збор јас сум. Значи, учениците мора да сватат дека Исус не е уапсен. Тие имаат сила. Силата е во Исус. Доброволно се предаде. Овде не се работи за однос на силите, овде се работи за љубов. За љубов станува збор. Љубов кон ближните и кон непријателот. Оставете ги овие да си одат, а слугата увото го зема и му го исцелува. Во Лука е запишано. Значи станува збор за љубов и кон ближниот и кон непријателот. Тоа мора да го научи. Исус го распна затоа што ги љубеше, им се предаде. Појак е од нив и најак е во љубов. И тоа е голема вистина. Значи учениците мора да го разберат она што претходно го слушаа, а не го слушнаа.
Да слушаш и да слушнеш не е исто. Јован 10 глава, Исус многу добро им кажат, приказната за добриот пастир. И еве што таму им вели. Од 14 до 18 стих. Јас сум добриот пастир и ги познавам моите. И моите ме познаваат мене. Како што татко ми ме познава мене, и јас го познавам мојот татко. И јас го давам мојот живот за овците. Јас го давам мојот живот за овците. И други овци имам, што не се од овој овчарник. И нев треба да ги доведам, па ќе го слушнат мојот глас, и ќе биде едно стадо и еден пастир. Таткото ме љуби, затоа што јас го давам својот живот, за да го земам пак. Никој не ми го одзема, туку јас го давам сам од себе. Имам власт да го дадам, имам власт да го земам пак. Оваа заповед ја примив од мојот татко. Значи, Исус сам го дава својот живот. Вели, јас го давам својот живот, сам се предаде, но имам власт и да го земам пак. Ќе воскреснам. Јас го давам, јас имам власт да го земам пак. И тоа е љубов. Го давам својот живот за своите овци. Кој од нас би го дал својот живот за своите? И вели, сам го давам. Значи, тие мора да научат дека Бог е суверен, нема случајности. Да, сатаната цело време беше тука покрај него, но Бог е во сето тоа суверен. Планот оди понатаму. И секогаш ќе оди понатаму. Не можеме ние да застанеме на патот на Божиот план. Значи, писмото мора да се исполни. Матеј, Марко и Лука најмалку 3 пати запишуваат дека Исус навести, објави дека ќе биде предаден во рацете на грешниците, дека ќе го распнат и дека на третиот ден ќе воскресне, ама не слушнале. Слушале, ама не слушнале. Тие најверојатно не можеле да се одделат од тоа просперитетно евангелие кое тие го посакувале. Ако веруваш, се ќе ти биде добро, ама тоа не е вистина. Не слушнале дека Исус го чека срам, дека Исус го чека страдање, распнување, го чека смрт. И денес луѓето тоа не сакаат да го слушнат. Денес луѓето чекаат благослов од небо. Дај, Господи, но нема да дочекаат. Прво оди крстот, а тек после тоа оди круната. Мора да паднеме, да бидеме скрушени, со скрушено срце, скршени на земја, покаяние, па слава. Крст, па круна. Не слушнале ти, дека оди крстот, па круната, а 3 пати им објави. Бъде. Петар не го разбра тоа што Исус пред околу 2 години од овој настан му го рекол во Кесарија Филипова. И тоа е запишано во Матеј 16 глава. Матеј 16 глава 21 до 23 стих. Од тогаш Исус почна да им покажува на своите ученици дека беше потребно за него да замине за Ерусалим и да пострада многу од старешините, главните свештеници и книжниците, и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петар го зеде настрана и почна да го кори велејки: Бог да е милостив кон тебе, Господи, тоа никогаш нема да ти се случи. А тој се сврти и му рече на Петра: бегај зад мене, Сатано. Ти си ми пречка, зашто мислиш на она што е Божјо, зашто не мислиш за она што е Божјо, туку за она што е човечко. Значи Петар не разбра. Тоа тебе му вели не смеј да ти се случи. Му вели каква смрт, каков крст. Божјите мисли не се поклопуваат со човечките, не се исти.
И што му вели овде во нашиот текст на Петар? Петре, стави го мечот во ножницата, не се прави тоа така. Тоа е импулсивно, агресивно однесување, не е христијанско однесување. Мечот во ножницата, му вели. Тоаш Исус му рече на Петра, стави го мечот во ножницата, зар да не ја пијам чашата што ми ја даде мојот татко. Чистото што му го рече, зад мене Сатан. Јас имам друга цел. Значи мораа да познаат дека Бог е суверен Бог. Злото е тука, ама не може ништо. Тоа е планирано зло. Таков е планот и планот оди понатаму. И со овој настан, овој вистински настан, уште еднаш ќе кажам, започнува примената на големосвештеничката молитва. Она што Исус молеше, сега го прави. 17-та глава, која работевме изминатиот период, 11 и 12 стих, вели, и не сум повеќе во светот, а тие се во светот. Јас идам при тебе, Свети Татко, запази ги во Твое име, оние кои ми ги даде, за да бидат едно како што сме ние. Додека бев со нив, јас ги чував во Твое име, оние кои ми ги даде. И ги запази, па ни еден од нив да не погине, освен синот на гибелта, за да се исполни писмото. Значи, примената започнува. Заштитата. Ги заштитува оние кои Бог му ги даде. Пуштете ги овие да си одат, не ги чепкајте нив. Кога не е време за тоа. Чекајте му, оставете ги нив. Во големосвештеничката молитва се сеќаваме, Исус се моли за себе, се моли за апостолите и ова е важно за нас. Моли за оние, тоа сум јас, тоа си ти, кои ќе поверуваат на нивните зборови, ако веруваш во Исус Христос. Ако веруваме, оваа молитва, тоа што уште трае. Оваа молитва уште трае. Исус беше предаден, распнат, умре, воскресна, 40 дена им се објавуваше, се вознесе и е од десната страна на Таткот. И што прави сега таму? Се моли за нас, посредува за нас. Затоа сме овде, бидејќи ќе не сочува до крај. Ниеден што е негов, сигурно нема да пропадне. Писмото ќе се исполни. И без оглед на тоа, ни што минуваме и колку е лоша нашата ситуација или добра, без разлика во која ситуација се наоѓаме во нашиот живот, се е под контрола. Но не наша контрола. Под Божја контрола. Јас сум, вели, не плашете се. Истото му го рече на учениците кога одеше по морето. Тие се исплаши и тој вели, јас, не плашете се. И врз основа на таа молитва ние сме сигурни дека Исус е наш застапник, наш посредник, тој моли за нас. И ние никогаш нема да загинеме. И ние некогаш кога се молиме, велиме се молам за тебе, или ќе се молам за тебе, ама ние забораваме некогаш. И тоа не е добро, ама Исус никогаш не заборава. Постојано се моли за тебе, за мене, за нас. И ние ќе имаме на крај Гециманска градина, своја хаварија, но пред круната треба да знаеме дека оди крстот. Тоа нема да се избегне и тука ќе се поистоветиме со оној што страдаше, што трпеше за нас. А на крај ќе страда, ќе трпи со нас пред славата. И врз база на оваа молитва можеме да бидеме сигурни дека тој што го започна доброто дело, тој и ќе го заврши. Писмото ќе се исполни. Не изгубив ни еден од оние што ми ги повери, што ми ги даде ниту еден. Дали сме во таа група? Ако сме, слава на Бога, фала на Бога. Ако не сме, тога што вели, имам нешто малку против тебе, имам нешто малку против тебе, покај се. Денеска е денот на спасението.
ќе бидеме во вечноста со Исус или со Јуда, најголемиот лицемер што живеел на земјата? Тоа е прашање. Каде ќе биде? Затоа покај се. Избор, да, но и одговорност. Одговорност пред Бога. Да се молиме. Татко Небесен, Ти благодариме за Твоето Слово, Ти благодариме за Неговата сила, Неговата мојка. Ти благодариме што тоа Слово действува во нашите срца. Ти благодариме што длабоко продира во нас. Ти благодариме што преку тоа Слово ни укажа на нашите гревови, не доведе до покаяние и не избави од смртта, Господи. И точно преку тоа Слово ни даде и живот вечен. Ти благодариме за овој денешен ден, што ете Твоето Слово се проповеда, не само овдека, него и на секаде низ светот. И точно тоа Слово, со таа Негова сила да продре во многу срца, Господи, во овој ден. Тоа да биде на благослов за секој ден што е овдека. Но, Господе, благослови ги оние кои не се денеска со нас, каде и да се. Ти биди со нив, Ти утеши ги. Се молам и за болните, исцели ги, Господе. Охрабри ги со Твоето Слово. Утеши ги со Твоето Слово. Дај му сила да бидат цврсти во верата, но и оние кои не веруваат, Господе, Ти, преку Твоето Слово и со Твоето Слово, действувај во нивните срца. Те молиме, Господе, за благослов на овој град, на оваа држава, но и за целиот свет, Господе, молиме. Знае, има се повеќе немири, но тоа не треба нас да не плаши. Надежта да не биде во Тебе, зацврстија таа надеж, зацврстија нашата вера, да Те следиме Тебе во секој чекор. Се оставаме во Твои раце, по Твоја волја, во името на Исуса Христа се молам. Амин.